Ќе бидеме на диета, нема што да се прави. Вакви се реакциите на граѓаните откако ценовниот шок буквално ги сроза. Капак на се е и најновото поскапување на месото за 40 денари, што во никој случај не може да биде лесно издржливо, велат тие. Граѓаните прашуваат како може сланината од 300 да скокне на 600 денари. Скапо е бреш, сланина 600 динара. Се издржува или? Тешко. Ја пензионер еднаш ка ќе земам и толку. Значи не јадеме месо. Не, на диета. Се поскапа и поскапа. Тоа е очигледно е. Сега гледаме и месото поскапува. Се покачува, се покачува. Јадеме месо како граѓани? Колку што може, колку му се средствата, толку ќе земе. Се поскапи. Сега ќе почнеме веќе ни воздухот да не го дишиме. И тоа ни го наплаќат. Тешко е за живење кај сите, јас мислам. Сега месото гледаме поскапува. Да. Се. Јадеме месо или? Па се поредко и поредко. И додека надлежните калкулираат, анализираат и никако да пресметаат, граѓаните никако не може да се опорават од бранот поскапувања. Вела дека државата мора да покаже поголема одговорност со цел да ги заштити граѓаните. Ситуацијата во државата несредена и слично. Страшно е што не постои ред и логика, почнувајќи од законодавниот дом па се до пазарот. Колку што има, толку ќе земе. Зависи од луѓето колку примају. Дека македонците најмалку јадат месо во Европа покажува и мапата на потрошувачката на месо. Држави каде што најмалку се конзумира месо покрај Македонија се и Албанија, Турција и Молдавија, земји кои јадат по 39 килограми месо годишно. Србите во просек јадат по 56 килограми месо, а граѓаните на Босна и Херцеговина 43 килограми годишно. Покрај месото, власта сега најавува и млечна криза, без да каже како ќе делува. Ниту министерот за економија, ниту пак некој од владата не каже ниту збор што и како ќе се преземе. Откако пред една недела Крешник Бектеши рече дека мерки може да нема, а може и уште утре да има. Сега министерот за финансии вели дека со новото прекројување на државната каса, од следната недела ќе се смислеле и нови мерки. Владата наскоро ќе излезе со 9-тиот пакет каде што ќе се презентира. И у принцип знаете дека не давам изјави пред да тоа стапи официјално пред вас. Тоа што можам денес да ви кажам официјално за антикризни мерки има 4,55 милиарди денари. Тоа се 75 милиони евра. И додека цените нагло порасна во изминатиот период, институциите никако да се договорат кој е кривецот. За тоа каде е вината, дали кај трговците или пак кај производителите, властите чекаат да каже Комисијата за заштита на конкуренција. Дополнителен удар за граѓаните ќе биде и поскапото ДДВ, кој е дел од даночната реформа за нешто повеќе од 1000 производи.